Пред да ја започнеме приказната за нашиот град, мораме да ги спомнеме неколкуте битни елементи кои денес го красат Делчево. Распространет на двата брега на Брегалница, како дел од Источна Македонија во Пијанечко поле. Делчево денес е мало градче со сите инфраструктурни објекти. 12.000 жители нова градче, како и нова мала земја, секојдневно ги завршуваат своите обврски за своја подобра еднина. Нашиот град го красат многу убави булевари, уредени со многу цвеќење и зеленило. Делчевчани своите слободни моменти од напорната работа може да ги поминат шетајки се низ големиот број природни патеки во околината на градот. Посетувајќи го Домот на културата, во кој секојдневно се случуваат одредени културни активности. Неколкуте спортски сали, големи и мали терени, прекрасниот летен базен им овозможува на делчевчани да се занимаваат со голем број на спортови. Градот во кој живееме го красат и неколкуте ресторани, кафулиња и диско објекти. Убаво осветлените улици во вечерните часови градот го претвораат во прекрасно место за романтични и љубовни дружења меѓу младите и постарите. Колку е само голема радоста кога градчето прославува и се весели на големиот број празнични и свечени моменти. Колку многу убави, интересни и возбудливи моменти секојдневно можат да се видат и доживеат во нашиот град. Делчевчани сакаат да слушнат нешто што ќе ги насмее, ќе ги развесели, ќе ги врати во времето на романтиката, танцот и играта. Многу такви случаи со години се случувале и како такви се прераскажувале. И младите и постарите својата тага и напорна работа се труделе да ја претворат во радост и смеа, пишувајќи, прераскажувајќи и опишувајќи голем број анегдоти, хумористични и смешни приказни и доживувања. Денешно Делчево, кое е развиено више како град во индустријски смисел, кој се подигна после од 45-та година на тука, па до денеска текстилната индустрија, кожарска индустрија, градешна индустрија, а претходно, значи, од 20-та година Делчево броело некаде околу 2000 становника, во кои становништвото е било, значи, македонци 50-60%, турци или муслимани и роми и власи 40%. Од 20-та година па на тука, значи, почнало Делчево као градче да оживува, се развива занаатчиството. Индустрија не сме имали тогај, али занаатчиството се е многу развило. Така, например, во тоа време во Делчево, во чаршијата, имало околу 50 занаатчиски дуќани, од кои кафани, 10-15, месари, шивачи, обуштари, ортомари, сачи. Јас само може да речам дека и през бивша Југославија, Србија, која е била, има дел од нашиот свет. Тоа води, по моје мишлење, има некои внатрешни гени кај човекот, кај на делчевскиот терен, кои го преокупира и самостално
чинеше се да направи нешто повеќе, да животот биде позанимлив и поинтересантен. Тога се беа формиралите игрорни групи. Па тога се формирал, беше тетове музички, една музичка оркестар, тамбурашки оркестар, во кој учествуваше и мој татко. Тогавашната чаршија беше само една. Само една. Во чаршијата там бе дуќански одел, там беа и кафаните. Там беа и кафаните. Овој дел тука се формира те после ослободувањето. Што имало од таа страна? Од оваа страна беше осмолетката и после беше изградена бившата зграда дека општината, бившата општина дека беше. Тоа беше од згради. После се изгради Партизан. Соколски дом, у кој беше и домакин, и водител деда Ило. Ило. Едина сала која тогава постоеше, това беше салата на, да, на Партизан или некојше Соколски дом. Тука се одржуваа и приредби, и вечеринки, и дочеци на разни празници. Се беше тука врзано за таа сала. Во тоа време. Да, а корзото се одвивало од другата. Корзото се одвиваше од другата страна. Делчево и Делчевчани денес може да се пофалат со големиот број на поединци, ентузијасти, афирматори и творци кои оставиле големи трагови за овој град. Дали Делчево ќе е она што е денес? Ако генерации и генерации пред нас не се потрудиле сето тоа да го создадат и оформат, и во исто време нам да ни дадат патоказ како ние понатаму да го усовршуваме и афирмираме. У тоа време, значи, во Делчево почнуваат да се школуват. Да се школуват луѓе кои тука во Делчево имало само до 4-то одделение училишта, а за повисоко образование морале да одат во Штип или Скопје или па некои дури во Белград. У тоа време, значи, во Делчево од интелектуалци бројат некаде со високо образование околу 20. И тоа еден лекар кој е студирал во Виена, Коста Тренчев, потоа еден турчин кој е завршил во Измир као дентист за бар со средно образование, Мустафа, од областа на медицината, значи овие се 20 били, а исто така, значи, некој аптекар 25 или 28 година Свалин од Србија е тука имал своја апотека. Во тоа време, значи, завршуваат агрономи, 20 колку ги знам, тоа е Борис Арсов и Драган Настев. Драган Настев после 45 година станува и професор на земеделско-шумарскиот факултет. Од други струки имаше филолози, имаше Ванчо Настев, Павле Бидев, наставници, овие учители, Димитар Кушевски, Стојан Димитров, Филимена Симеонова, Мара Гавлова, Маврадиев Киро, а до 1941 година, кога војната почна, имаше матуранти како Методи Митиски Брицо, Јордан Мавродиев, Киро Симеонов, Ваншо Мајсторчев. После Втората светска војна почнува развојот на Делчево. Тука се јавуваат веќе првите николци за потребите и од не само за леп, за преживување,
туку и за култура, туку и за просвета, туку и за разумата. За разумата. И почнува да се стварат многу самостални друштва, формирани од поединци, али морам да кажам и тоа дека државата посебно беше заинтересирана да овозможи на овој свет електрификација и разонода. Тога се формираа разни друштва со кои агитираше државата, едноставно агитираше. Одеме по селата со драмски друштва, одехме по селата да игроорни друштва да обезбедиме да тој човек сване дека таа држава мисли спортски друштва да мисли за него. Тогаш се музичка секција формира, игроорна група, таа селска игроорна група која се прочува у цела Македонија, и надвор од Македонија. КПЗ, културно-просветна заедница се формира и това Почнува индустријата да се развива. почнува индустријски оддел да се формира и се това допринесе да тие наши натрешни душевни одрази дојдат на површина, динената површина. И това така почна, али и даде резултати. Партизан друштвото го презима улогата на Соколите. Да, на Соколите партизан друштвото го презима. Да. Имаше значи у салата вратило, кон, разбој, карики за качување. А киното сеќавате се кога е првото направено? Првото кино беше у партизан салата, у Соколаната, а потоа значи се изгради киносала во чаршијата до каде е сега дека се овие ели. А Монте Карло како... Монте Карло беше значи тука од 48-49 година барака и на средината имаше плоча за играње, поготово сабота, недела. А имало ли куглана до... Куглана имаше тука. Да. Дрвени кегли и игранки се правеа тука. Да. Значи почнува да се развива ново и културно-забавниот живот се развива. Така. Од тој временски период можете да се сетите на некои од тие понапредни луѓе од 45 до 6 веќе кои стануваа факултетски, необразовани. А па има ги многу. Факултетски необразовани од 45 на тука, у Белград заврши овај Никола Симев, економист, Јордан Мавродиев у Скопје на факултет, Методи Митевски право, Киро Симеонов право, од образованите луѓе почна тука, имаше земјоделски техничари, завршија како Блажо Джингаро, што го викаме. Помладите генерации ја гледаат сегашната светлина на градот во кој живеат, но и многу пати се запрашуваат кои се тие нивни предци, во кое време и како успеале да ги создадат основните алки на цивилизирано место на живење. Многу пати во ова наше место се судриле добрите и лошите работи. Многу пати нашите сограѓани кои живееле пред нас претрпеле многу искушенија на зло, но и на веселба и радост. Колку само време и труд требало за да го имаме она што е денешното Делчев. Во наше време ние прво преживеавме неколку војни. Тие беа одраз на ова се што се после дешаваше. Преживеавме војни кои младоста ни ја одземаа на крајот. Но во секој случај бееме спремни да го това поднесеме. И да одново збереме сили да направиме се тоа што ни е потребно да можем да си го уредиме животот. Да имаме не само материјална подлога, туку и душевна подлога. Да можеме да живееме како луѓе, како
народ, а тоа ни овозможи времето после 44 година. Кога дојде, кога Македонија за прв пат се ослободи и почна самостално да живее. Да се соживееме со луѓето кои во тогашно време ја тргале својата мака секојдневно одејќи и макотрпно работејќи по големото пијанечко поле за да можат да си ја прехранат својата фамилија. Да влеземе во нивните тогашни размислувања за тоа што во нивно време се викало радост, смеа, игра, тага, благодет и почит. Да преку нивните фотографии, документи, пишани текстови и усмени кажувања, се потсетиме на нешто што е околу нас, а никогаш не сме се запрашале кој тоа прв почна да го создава, гради, измислува и пишува, да ја слушнеме приказната која треба да биде забележана и оставена за идните генерации.